Интелектуалната или било каква попреченост не представува пречка да можат и лицата со попреченост да организираат изложби, промоции на книги или слични настани преку кои би можеле да го покажат својот талент или дарба што ја поседуваат. Таков пример е Верче Андонова од Кучани, член на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Штип, која во библиотеката Искра пред граѓаните ги представи своите дела цртани во така наречена арапска техника. Сега ми е 6-та изложба, бевме во Свети Николе, во Крушево бевме, во Кратово бевме, во Битола бевме и претежно кај нас, па многу сум горда што е поред вашата библиотека, благодарение на председателката, на спонзорите, на библиотеката од Гоце Делчев Штип, ми организираа тука баш у мојот роден крај да отворам така наречено ликовна изложба на тема арапска техника. Оваа техника ја научив кога бев во дом за деца без родители 11 октомври од 180 души. Научивме само 20 да научиме. Ја научивме оваа техника. Оваа техника е многу деликатна, тешко се црта во А1 формат, во коцки, се стават точки и се црта со црно пенкало доколку се сгреши со фрла листови, така една слика може да се црта од пола сат дури до 2,5 сати. Имаме моментално до сега изработено 227 слики. Се надвам дека од Центарот Порака Штип дека ќе ми отварат повеќе изложби, да се истакнеме дека ние лицата со попречено знаеме да цртаме, па и пееме и свиреме, значи дека и ние сме дел од оваа држава. Многу сме срекна фактички на спонзорите и сакам во повеќе градови, па и се надевам и надвор од Македонија да представам Македонија у светски рамки, дека ние со попреченост знаеме да умееме да цртаме како сите останати. Изложбата се реализира во соработка со Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Штип, кои често ги поддржуваат ваквите настани, со цел да се види дека е надмината дискриминацијата кон овие луѓе и не е толку изразена како што била порано, и да се види дека сепак и овие луѓе можат да бидат креативни и да ги изразат своите способности. Мислам дека во подамнешните години се повеќе се случуваше да бидат дискриминирани, меѓутоа со поголема промоција на овие лица, бидејќи веќе почна да не препознаваат сите и немаме до сега судрено со некој проблем што се однесува до нив. Ние се трудиме колку можеме да помогнеме, да ги покажеме на луѓето дека и овие лица може да постигнат многу работи. Изложбата, освен со Центарот Порака, реализирана и во соработка и со Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип и Издруженијето Цивитас. Библиотеката во својата годишна програма за работа има проекти со кои ги опфаќа овие целни групи, се со една цел да го збогати секојдневието со нови културни содржини и во исто време да покаже се она што умеат да го направат. Минатата година стартувавме со изложба во нашата библиотека, остваривме 5 изложби, а еве ова година како резултат на добрата соработка што ги имаме ние библиотеките меѓу себе, решивме да стартуваме од Кочани како роден град на авторката, од библиотеката Искра. Ќе бидат прикажани дела на токму на едно лице од Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Штип. Еве доказ дека попреченоста не представува пречка и уметноста не познава или не препознава попреченост е токму Верче Андонова, бидејќи еве со својата уникатност успева да се промовира во Република Македонија. Ова е 6-та изложба, но не и последна. Ја има комплетната поддршка од Здруженијето Цивитас. Ние веќе имаме некои преговори со други општински организации, односно со други институции каде што планираме да ја организираме оваа изложба на Верче со цел промоција на лицата со посебни потреби, дека еве и они се дел од нашето општество и треба да бидат прифатени онака како што доликува на еден современ начин на живење. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака постои во повеќе градови во Република Македонија, меѓу кои и во соседна Виница, но во Кочани веќе одамна не функционира. Во контекст на тоа, Андонова истакна дека сепак недостасува и Кочани да има ваков центар, бидејќи дружењата што се случуваат таму се незаменливи и се од големо значење за лицата со попреченост.